почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Наместо да го поддржи, ВМРО ДПМН го блокираше носењето на Законот за одбрана на еден крајно лицемерен начин на штета на државата и нашето членство во НАТО. ВМРО ДПМН продолжува со деструктивни политики кои се на штета на граѓаните на Република Северна Македонија. Со своето однесување, ВМРО ДПМН го крши уставот на државата, со самото тоа го ставаат под ризик нашето членство во НАТО и создаваат ризик да испровоцираат ново вето од Грција. Лицемерно е на Мицкоски и на пратениците да им пречи името Република Северна Македонија кога земјата треба да стане 30-та членка на НАТО, а да не им пречи кога во Европската народна партија се партија од Република Северна Македонија. Ги повикувам од ВМРО ДПМН да го поддржат Законот за одбрана, затоа што тој е важен и за нашето членство во НАТО и да ги прекинат политиканските лицемерни игри. Улогата на собранието е да работи во интерес на граѓаните, а не на штета на државата. Уставното име на нашата држава е Република Северна Македонија. Преспанскиот договор и уставните измени се клучен елемент во процесот на нашето зачленување во НАТО, односно без договор нема НАТО. ВМРО ДПМН и Мицкоски секојдневно покажуваат дека се против ЕУ и НАТО, против напредок и интеграција, а единствено се заинтересирани за заштита на криминалот во сопствените редови. Нашата татковина ќе продолжи напред. Ние нема да дозволиме напредокот да биде закочен или блокиран. Казната за ова однесување на ВМРО ДПМН е раководена од Будимпешта, ќе стигне на 12 април 2020 година.